Добро утро и до вас. Токму така верувам дека станува збор за навистина интересна локација, но интересен разговор кој што следува токму од лице место од археолошкиот музеј во центарот на Скопје. Имено ќе говориме општи податоци, ќе прикажаме за самиот музеј кој што имено го представува нашето движно културно наследство и имено содржи околу 7000 археолошки предмети кои што се откриени на различни локации во земјава уште од 1924 година. Што всушност ни представуваат овие експонати кои што се представени токму овде во овој музеј и зошто е убаво да се посети археолошкиот музеј? Во продолжение слушаме од мојот денешен гостин Трајан Зафировски, кустос и советник во археолошкиот музеј во Скопје. Да му посакаме добро утро. Добро утро, Марија. Работата е дека овие артефакти ја представуваат историјата на оваа држава. Овие артефакти зборуваат за 40.000 години, 60.000 години, поточно историја на оваа држава, од доаѓањето на првиот Homo sapiens, ние, до 21. век. Работата е дека музеот својата поставка ја формира најпрво во 20-та година како дел од представува археолошка збирка на филозофскиот факултет. Дури во 1924 година, која што вие кажавте, е онаа стварна форма на музеј. Се нарекува Музеј на археологија и историја на Јужна Србија, бидејќи во тој момент јасно, ова е територијата под Јужна Србија. Во таа форма е до 1941 година, кога доаѓаат бугарите и го зазимаат, фашистичките власти во Бугарија зазимаат Македонија и јасно и музеот, и го менуваат името во Народен музеј Скопје, и локацијата ја менуваат од Куршумлијанот, каде што било претходно, во објектот Метропол, кој што се наоѓал на плоштадот, кој што веќе не се наоѓа, јасно земјотрес од 63 година го бутнал. И во таа форма, со таа музејска збирка од археолошки предмети и камена пластика, лапидариумски предмети, останал до 45 година, до доаѓањето на партизаните, до ослободувањето. По 45 година повторно менува локација и музеот се качува на Скопско кале, во касарната која што е на Скопското кале, која што ни е позната, нели? И делумно во Куршумлијанот, каде што останува лапидариумот, кој што и ден денеска е тамо. Работата е дека катастрофалниот земјотрес во 1963 година и уништува касарната и го уништува скоро целосно, може и делумно да кажеме, Куршумлијанот. Така да следните 5 до 10 години артефактите се складираат во временни објекти, во бараки, кои што на тој или на овој начин не беа вистински музеј, се чекаше за вистински објект дури до 1976 година, кога властите во тоа време го прават музеот горе на Македонија и првата збирка, првата поставка постојана е отворена 1977 година, а музеот се применува во Музеј на Македонија, археолошки музеј, етнолошки музеј, историски музеј, и со такво име е до 80-тите години, кога се менува само во Музеј на Македонија. Во таа форма е до 2013 година, кога и почнува овој објект, со 2012 декрет носи владата, кога почнува овој објект да се гради, и во овој објект сме веќе од 2015 година со постојаната поставка до денеска. Од 2015 година со постојаната поставка. Да. Моментално, на колку предмети брои музејската збирка и за што говорат истите? Моментално музејската збирка брои нешто над 100.000 предмети. Тоа се огромни збирки. Само нумизматичката, средновековната нумизматичка збирка брои 25.000 монети. Тие зборуваат за историјата на населението на овие простори, од самото доаѓање до денешниот ден. Значи, во поглед на нумизматичкиот аспект, веќе вако збориме за мојата сфера, ние сме една од првите држави на светот која што е монетаризирана. Монетаризацијата се случила пред 2600 години, а пред 2700 години се за прв пат направени монети. Биле од електрум праени и прв пат се направени во Лидија, тоа е територија во денешна Турција, потоа доаѓаат во Грција и одма после тоа се во Македонија. Така што имаме импресивна историја во поглед на монетаризација, ама не е само тоа, него и другите одделенија, поточно 18 одделенија, исто така даваат кон оваа приказка за нашата историја, на оваа голема држава. Претходно напоменавте дека од 2015 година нели е постојана самата поставка. Зад нас се наоѓа дел каде што пишува дека е во процес на изработка. Може ли да кажеме за што станува поточно збор и кога ќе биде овој дел отворен за посетители? Јасно, Марија, јасно. Работата е дека самиот старт беше проблемот со просторот. Можам да ви дам компарација. Ние имаме околу 6000 метри квадратни изложбен простор,
а по големите музеи ни светот имаат околу 60.000, 70.000, скоро 10 пати поголем простор од нашиот. Така што ние мораме да ја баравме начин како да ја унапредиме постојаната поставка, не да ја смениме, бидејќи ни беше потребен простор на приземјето каде што би можело да биде за привремените изложби. За времените изложби кои што сега се локацијата таму. Би сакале да имавме повеќе простор у објектов, но немаме и сега ова што го гледате е уствари на некој начин компензација со тие 7.000 квадрати. И ова позади вас е се уште во изработка нумизматичката поставка. Таа би требало да представува срцето и душата на оваа институција. До сега се 3.500 предмети изложени од тие 18 одделени, од тие 17. Останува уште нумизматичката поставка која што треба исто така уште 3.500 предмети 3.500 монети да ги изложи, кои што би објасниле историјата на економијата и на монетаризацијата на Македонија. Во овој музеј често има и изложби, некогаш патувачки изложби. Ја паметам јапонската изложба која што беше овде и токму затоа имавме можност да говориме во нашата утренска емисија. Дали се во тек некои такви изложби моментално или пак следниот? Постојано се имаме таква набиена агенда да немаме простор каде што со празен од. Постојано има времени изложби, на тој начин пробуваме да ги анимираме луѓето да доаѓаат почесто. Со постојаната поставка сега бидејќи ја вративме во оваа форма, бројките се импресивни. Со самото враќање на оваа постојана поставка во оваа некоја формулација, дури и без нумизматика, веќе очекуваме 40 до 50.000 гости. Се надеваме дека целосно кога ќе бидеме заедно со современите поставки што ги најавуваме, што доаѓаат, што заминуваат, дека би имале можеби 70.000 посетители на годишно ниво. Така што тоа би било импресивно. Реално се трудиме да донесеме и доволно времени поставки ние од странство, као Нингјо, што ви се допадна на вас. Пробуваме да не бидат само археолошки, бидејќи малце специјализирана целата таа работа околу археологијата. Наш гостите се само луѓе со одредено познавање. Затоа Нингјо беше идеален пример како тоа треба да се направи. Нингјо беше универзална поставка времена, која што ја прави врската помеѓу нас и империјата Јапонија. Што е врската? Децата, куклите, децата. Така да тој е некој контекст го пробуваме да го сработиме сега околу времените поставки. Навистина има голем број на предмети во овој музеј кои навистина вреди да се видат, да се посетат, со оглед на тоа дека навистина говорат за одредени делови од нашата историја. Колку нашиот народ е заинтересиран за овие предмети, за оваа историја, колку често доаѓаат во посета домашните туристи, а потоа да напоменеме и за странските? Се повеќе и повеќе. Покажуваме интерес. Не интересира нашата историја. Веројатно заради тој што имаме што да покажеме. По концентрација на локалитети и артефакти, мислам дека на оваа територија поголема концентрација, можеби само Израел да се пофали. Ниедна друга држава во светот нема такава концентрација на локалитети. Во моментов имаме околу 7.000 евидентирани. Таа се огромни локалитети кои што имаат милиони, милиарди артефакти, така да ке нас е интересно. Ке нас има што да се види, оваа територија од секојаш била населувана, од секојаш имала историја. Така да, покажува населението наше голем интерес. Сега ќе ви дадам еден пример. Од 100% од посетителите, да кажеме, помеѓу 65 и 70 се домашните посетители, помеѓу 30 и 35, зависи која година, се посетителите од странство. И те исто така покажуваат озбилен интерес. Од каде најчесто доаѓаат од странство? Дали можеби сте забележали? Од секаде. Нема баш специфична Вообичаено во други музеи сум слушала за турците. Не знам турците дали се најдоминантни, дефинитивно, ама и како бројка, ама и тој веќе и живеат во самиот град. Дефинитивно они представуваат бројка, дури на времето дојде и сопругата на председателот на Турција да ги види османлиските монети во нумизматичката поставка. Да, дефинитивно турците се едни од најредовните гости, но тоа не го исклучува фактот дека многу скандинавци доаѓаат, дека многу од азиските земји доаѓаат. Постојано има кинески туристи, јапонски туристи. Најчесто се тоа луѓе кои што имаат некаква едукација, луѓе кои што би сакале да видат нешто ново, луѓе кои што не се само заинтересирани, знаеш, за излагање, дискотеки, музика и такви работи, него веќе збориме за одреден профил на луѓе кои што се образовани, се повисоко образовани и да, турците дефинитивно влегуваат во оваа категорија, тие што доаѓаат. Да. Ви благодарам многу за одвоеното време и драго ми беше што имавме можност да имаме едно вакво интересно вклучување токму во нашата утренска емисија. Фала, Марија. Благодарам уште еднаш.
Се надевам дека сите информации беа добродојдени токму овде од археолошкиот музеј од лице место. Да напоменеме дека археолошкиот музеј за посета е отворен од вторник до недела, така да слободно можете да дојдете и да видите за каква музејска збирка станува збор и за што ни говори истата.